Благодарам, председател на комисијата. Се јавив за збор за да го објаснам амандманот во однос на претениците кои треба да го гласаат истиот. Видовме дека истиот е неприфатлив за Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Меѓутоа, лично сметам дека овој амандман треба да биде прифатен. Ова е многу битен документ со помош на кој се утврдува квалитетот на понудата за концесионирање на едно ловиште. Значи, покрај другата документација која поднесуваат ловечките здруженија, тие поднесуваат финансиско-инвестициска програма за развој и унапредување на дивечот. Таа програма, понатаму во процесот на добивање на ловиштето, има многу битен момент и еден од одлучувачките фактори дали ќе биде прифатен еден концесионер е во зависност од понудата на оваа програма. Сега, што е поентата? Во еден од наредните членови, член 40, се дава можност на постоечките концесионери да добијат предност да ја прифатат најдобрата понуда и да изготват нова финансиско-инвестициона програма со цел да ги усогласат своите понуди со тоа што би значило можност да го добијат ловиштето. Тоа што го предлагаме е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, поточно министерот, да ја пропишат формата на оваа програма. Односно да дадат распон, минимум и максимум на сите оние фактори кои влијаат во однос на оваа програма. Со тоа што би го дале минимумот, од кој нема отстапување, а максимумот би бил, според мен, мојот длабоко убедување, колку можат повеќе да вложат во сите овие делови од програмата, а после тоа представува и обврска за концесионерот да ги исполни тие работи кои ги внел во програмата, односно се услов за да продолжи со концесијата која ќе ја добие, меѓутоа и да инвестира согласно оваа програма. Вака кога не е дефинирано што треба да содржи програмата, односно дефинирано е што треба да содржи програмата, меѓутоа не се дефинирани цените, можат да настанат манипулации. Односно, кога ќе ја добијат шансата да бидат концесионери, иако понудиле помала сума за концесионирање, тие ја прифатиле највисоката понуда, ќе изработат нов план. И сега овој план може да настанат манипулации, ако не ги дефинирате минимумите особено. Максимумите можат да одат колку што е повеќе, толку е подобро за ловиштето. Меѓутоа, минимумот треба да го дефинирате за да не постоечките концесионери ви направат манипулација и тука направат програма која ќе биде во суштина невредна. Односно, немаме распон колку тоа треба да биде. Тие ќе понудат висока цена, меѓутоа ќе понесат слаба финансиска програма, слаба инвестициона програма, ќе ја добијат концесионерите, а ќе немаат обврски понатаму да инвестираат во ловиштето и да го дигнат ловот на едно поголемо ниво. Со овој амандман, кога би дефинирале распон, особено минимум, дефинирање на сите позиции, од кои нема симнување, знаат во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство кои се тие минимуми, затоа што имат истражување и ја следат проблематиката, и од тоа нема симнување. Секоја финансиско-инвестициона програма која ќе биде подготвена од ловните здруженја, ќе мора да ги усогласат своите параметри со овие минимуми. Максимумите може да одат до плафон, затоа што колку повеќе вложуваме во ловот, толку е подобро. Меѓутоа, кога немате минимум, тука може да настанат манипулации и во суштина да понудите висока цена за земање на ловиштето, а понатаму нула работи или минимални работи кои треба да ги инвестирате, и тука да настанат проблеми во целата процедура. На некој начин амандманот е само подобрување на текстот и дефинирање
на тоа што е минимум кој треба да го исполнат ловиштата, односно ловните здруженја како идни концесионери. Тоа е правило за сите, и за постоечките и за новите концесионери кои ќе се јават на тендери, и мислам дека само е плюс за ловот и ловното стопанство и подобрување на истото, затоа што нема да има спуштање под некои неразумни граници, а ова е сериозна обврска која влијае во изборот и на најдобар концесионер, а особено е сериозна обврска за понатамошното работење на самото ловно здружение кое ќе ја земе концесијата и ќе нормално треба низ годините да соодветно инвестира во ловиштето и да го подигне ловот на едно повисоко ниво. Ова е во интерес на ловот и сметам дека треба да сериозно размислиме ова, да го прифатиме и да помогнеме на некој начин на дигање на ловот. Ако ова не го дефинирате, постои можност за малверзации, односно за игри со паралелни членови кои се надополнуваат еден со друг, особено членот 40, став 8, и на некој начин да се избегнат обврски и да добиеме помал квалитет за нешто што сме можеле да постигнеме соодветен добар квалитет во ловот. Благодарам.